Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Нов ден. Вториот дел, како што е добро познато, е резервиран за темата на денот. Во пресред сме на една голема културна манифестација, односно невестинско поклонение. Повеќе детали за самиот чин и самата манифестација слушаме од нашиот денешен гостин и соговорник, господин Стојан Чевеличковски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Па како течаат подготовките за оваа манифестација, господине Величковски? Подготовките течат во најдобар ред, затоа што со години веќе сме навикнати на овој период да се подготвуваме за манифестацијата и што е добро за нас, како луѓе кои што се вклучени во организацијата, веќе се повеќе и повеќе се чувствува дека новите младенци го прифаќаат овој обичај и се добро информирани, меѓу другото благодарение и на вас како медиуми, кои што ја доближуваат оваа манифестација, кои што ги доближуваат вредностите на оваа манифестација, и на тој начин се надевам дека во иднина се помалку и помалку ќе имаме проблем за да добиеме масовност на манифестацијата. Така, се надеваме дека ќе биде така. Господине Величковски, после цели 33 години е возобновена оваа манифестација. Какви импресии предизвикува кај местното население пред се? Оваа манифестација е возобновена после 33 години и е спасена, мислам, во последен момент од да отиде во бездна, во работ на заборавот. Благодарение на тоа што во тој период направивме големи усилби да ја спасиме овој обичај, затоа што јас имам една изрека што многу често ја кажувам, дека пострашно од тоа да исчезне едно село е да исчезне еден обичај. Селото можеби ќе се пресели на друго место, ќе отиде, не знам, во некој друг, ќе се трансформира во некаков друг вид на населено место или населба, обичајот нема. Овие обичаи се нешто што е наша голема гордост. Ние треба да ги чуваме затоа што тие се врската со нашиот идентитет. Тие се врската со нашите предци. Тие се врската која што може да не подигне, да не врати во минатото, да не подучи, да не инспирира, а особено еден ваков обичај кој што е голем предизвик за проучување од областа на повеќе науки, не само на етнологијата, не само на фолклорот, туку и оној социјален момент што е особено значаен, особено денеска ни е значаен тој момент, затоа што тој ги негува односите во семејството, и тоа не било кој, него односите во семејството каде што е возможно да најчесто се јави конфликт. Тоа е односот меѓу снаата и свекрвата. Тоа е односот на она која што го сочувала потомството и направила потомство, и она што треба да дојде во куќата да го продолжи тоа. Да ја продолжи семејната лоза. Која е всушност важноста на невестинското поклонение? Зошто токму ова што почнавте да го зборувате? Значи, важноста на невестинското поклонение е тоа што нашите услови, како, иницијатори, како организатори, како подржувачи, при тоа сакам посебно да
да го истакнам улогата на општина Крива Паланка, на градоначалникот на Крива Паланка, на местното население, на Македонската православна црква. Значи, сите ние како организатори нема да успееме да ја организираме нечие присуство доколку односите меѓу снаата и свекрвата не се во ред. Значи, тоа е најбитниот однос, затоа што тие заедно треба да дојдат. На почетокот, кога почнавме да ја организираме манифестацијата, многу често ни се случува да добиеме прашање од типот: а може ли да дојдам со некој друг? Не може. Дали, затоа што нити снаата има замена во семејството, нити пак свекрвата може да биде заменета со некој друг. Значи, тоа се тие обичаи кои што народот ги издигнал на ниво на култ. И освен тоа, значи, тие кои ќе дојдат на поклонението, има и еден многу личен чин. Тоа е самото значење на прославувањето на оваа слава, односно тоа е поклонението на кое што тие добиваат од свештенослужителите благослов за род, пород и среќа во семејството. Што може да го добие само оној и само тогаш кога е во таква улога. Односно, тоа е слично на празникот младенци. Вие може да ги прославите тогаш кога сте биле во таква улога. И што е особено битно и што на нас ни е драго, што на првото поклонение што го организиравме, имавме за среќа да една од учесничките биде да се оствари, да го задржиме тој вечен синџир на традицијата, каде што немаше прекинување, односно и снаата и свекрвата биле на поклонението. Ова година работиме на тоа придодадеме уште една порака, што ја праќаме преку тоа што воведуваме уште еден обичај, кој што некогаш се одржувал, некогаш не се одржувал, но многу одамна бил практикуван, не само во рамките на поклонението во одредени региони како дел од свадбарските обичаи. Тоа е чинот на посипката, ритуалот на посипка што се правел, односно пред да ги примат свечените поклоненички марами, тоа се овие, кои што остануваат како драг сувенир за невестите, ќе бидат посипани со вода од едно девојче, кое што е керкичка на првата учесничка на возобновената манифестација невестинско поклонение. Така. Вие ги вложувате сите напори како иницијатор, еден од организаторите, за да ја сочувате македонската традиција. Колкав е одзивот на невестите? Одзивот на невестите е двоцифрен, се уште ги сумираме резултатите, најверојатно ќе бидеме на минато годишното ниво, па може би и повеќе, затоа што минатата година имавме 13 пара на млади невести. Тоа е една задоволителна бројка. Па секако кога се организира свеченото дефиле, колку повеќе имаме учесници, толку подобро. И сега многу е добро што веќе работиме на тоа да го проширеме тој диапазон на учесници и веќе работиме во не само на проширувањето, но да направиме една институционална соработка со културните манифестации од национално значење, кои што се инспирирани или го третираат овој феномен, односно темата свадба, затоа што без разлика дали се работи за галичката свадба, за шопската свадба или пијаничката свадба, и тие невести спаѓаат во истиот ред на квалификанти кои што можат да дојдат и да учествуваат и да го подигнат и нашето ниво
и во исто време да на некој начин го прошират учеството, не да бидат само еден ден на галичката свадба, туку и да се отвори можност и за понатамошна афирмација, за заеднички настап на сите овие национални манифестации од културно значење, од огромно културно значење, за да можеме понатаму да направиме и еден своевиден календар за презентација пред туроператорите, за да привлечеме што повеќе туристи кои што да дојдат, да го проследат овој чин на невестинското поклонение, така да ова е еден голем завет кој што сум си го дал пред себе, особено заради тоа можеби што сите оние настани што се случуваат за време кога сме биле деца оставаат најголема трага во понатамошниот живот и понесени од тоа. Да, понесени можеби од тоа што јас бев на таа возраст како девојчето сега што ќе прави првата посепка, кога престана таа манифестација и ми беше многу тешко да си објаснам сам на себе зошто тоа престана. Без разлика на тоа дали било под влијание на некаква нова мода што се воведе во тоа време и оној тип на свадби во автентичен амбиент што се правеа во селата, се дислоцира во некакви хотелски и ресторански услуги, без разлика на се, ние работиме да ја зачуваме традицијата, затоа што ова е не само наша обврска, ова е не само наша вредност на Конопница, на Крива Паланка, ова е вредност и на Македонија, па дури и на културното наследство на Европа. Така. Сега кога веќе споменавте овие нови модерни свадби, не можам да не ве прашам, токму затоа констатирав дека и бројката е задоволителна. На каква реакција наидувавте, да кажеме, кога поканувавте одреден број на невести и свекрави? Реакциите се наизменични, наизменични и најразлични во зависност од тоа дали оној што е поканет го знае или не го знае обичајот. Во секој случај е многу интересно затоа што оние невести кои што не го знаат обичајот бараат многу информации и секогаш е нормално дека не можеме да очекуваме дека одлуката ќе ја добиваме. Секој е скептичен кон нешто ново, секако, да. Не се работи за некаква скептичност во однос на нашата организација, него се работи, мора куќниот сој да заседа, мора да се изгладат односите за да ни потврдат. Значи, сепак е, ова е, иако учествуваат, нели, парот, снаата и свекрвата, сепак е ова семеен настап на поклонението. Значи, кога сме се оддалечиле од она, кога сите оделе на поклонението, тогаш веќе се знаело и тоа било нормална работа. Значи, како и секој друг обичај, треба повеќе време да помине за да влеземе во тоа, да го чувствуваме за нормално. Значи, ако направиме една споредба со некој друг тип на културни манифестации, да речеме на Василица, за Певчани, е нормално да бидете на карневалот. Значи, нема друго кое што би можело да му се спротистави на таа сила, затоа што тие цела година живеат за тоа, или, например, и во Струмица сите се на улица. Се надеваме за некој доследно време дека и Кумановчани ќе појдат, и Кратовци, или градовите кои што ни се близко, Ќустендил, Дупница, ќе присуствуваат на таа манифестација, затоа што манифестациите се како деца, морате да ги изградите, морате да ги пораснете и ти имаат одреден степен на полнолетство. Така да треба многу негување во многу напор пред се. Многу напор и она што е битно, многу луѓе кои што ќе живеат за таа манифестација. Ова манифестација не е моја, нити пак
јас можам да ја присвојам манифестацијата. Оваа манифестација ќе живее во домовите на оние што се биле тука и тие ќе продолжат таа традиција. Повторувам, вие едноставно сте чувари, а тоа е за секоја пофалба. Да, кога ќе се ставите во таква состојба, имате голема одговорност. Имате голема одговорност и јас се трудам и со сите мои, да речеме, ангажмани што ги имам, меѓу другото и како еден вид промотор на регионот, како лиценциран водич во регионот, и од областа на моите проучувања што сум ги имал во досегашните искуства, каде што во еден проект бев вклучен за пишување на една книга која што го промовираше сакралното наследство на прекуграничниот регион Дупница, Крио, Паланка, Ранковце, но не можам да останам равнодушен. Иако таму требаше да се презентира она што значи сакрално наследство, јас успеав во истиот проект да ги соберам и легендите, и обичаите, и преданијата. Така да ми се чини дека еве за 10 години за 10 годишнина од возобновувањето на невестинското поклонение би можеле да направиме една публикација во која што ќе бидат презентирани начинот и видовите на кои што се прославува, различните начини и видови на кои што се прославува Теодор Тирон во целиот регион. Затоа што има многу интересни обичаи, а сите тие се различни. Да речеме во Република Бугарија за време на прославата на Тодорица, на Тодорова сабота, се организира трка со коњи. Речеме во регионот на Власина, во Србија имаат еден обичај во кој пак учествуваат мажите кои што склучиле брак меѓу две Тодорови саботи, кај нас имаме тој обичај е важно да го напоменеме. За оние, еве да кажам, верувам дека голем дел од помладите не знаат за тие обичаи. Значи, она што мора да се воспостави на самиот почеток е дека невестите мора да бидат венчани помеѓу двете Тодорови саботи, мислам дека рековте. Да. Значи, тоа е најповеќе заради тоа да се задржи циклусот. Значи, за да се воспостави некој ред, за да може, нели, секоја година да се обновува чинот на поклонението и за да може да се движат по тој календар на манифестацијата. Инаку, невестинското поклонение секогаш се организира во првата недела на великденските пости и спаѓа во еден од позначајните празници. Особено тој датум е одбран и е доделен како прослава на светецот Теодор Тирон, благодарение на неговото чудо, кој што се однесува на неговата заштита на христијанството. Значи, во времето на царот Јулијан Отстапник, кој што Отстапник е наречен заради тоа што многу се залагал на почетокот за христијанството, а потоа отстапил од христијанството и бил непријателски настроен спрема христијаните, така да тој спремал една завера кон сите оние христијани што ги почитувале великденските пости и наредил на пазарите целата храна да биде попрскана со крв, за да ги обезчести во времето на постите христијаните, но тогаш Свети Теодор Тирон се јавува како видение и кажува на надлежниот во градот, надлежниот свештеник во градот, ја кажува злата намера на
царот Јустилијан Остапник, и во тој момент им кажува на верниците дека ќе да јадат една недела само варена пченка. И што се случило, и тоа чудо, и во чест на тоа чудо се прославува овој празник на Свети Теодор Тирон. Инаку, самиот светец има култ на заштитник на род, пород и среќа во семејството, што е и дел од овие верувања, што овој ритуал се одржува и се спроведува токму во селото Конопница, каде што е еден од ретките храмови посветени на Свети Теодор Тирон, и кој што и како храм има свое културно значење и вредност во овој регион, бидејќи станува збор за една од многу ретките цркви која што е направена на основа на тролист и спаѓа од грузиско-ерменски тип на градби, какви што има само 3 во Република Македонија, од кои 2 се наоѓаат на брегот на Охридското езеро и една е во село Конопница. Што е интересно, што градбата на црквата, планот за градбата на црквата го донеле луѓето од Конопница, една градителска тајфа, која што учествувала во изградба на еден таков храм во Влашко, односно денешна Романија, и бидејќи безпрекорно го завршиле тоа нивно архитектонско дело, го замолиле во тоа време инвеститорот, кој што им овозможил да го земат планот и да го донесат во село Конопница. Така, дали рековте дека веќе за 10 годишнината планирате некоја публикација, а се надеваме дека и оваа манифестација ќе добие национален карактер. Па кога сме веќе кај тоа, дали очекувате годинава гости од соседството? Манифестацијата веќе има национален карактер, бидејќи таа влезена во календарот на културни манифестации од национално значење. А на вториот дел од прашањето, неодамна имавме една средба во Крива Паланка која што го третираше тој дел на развој на туризмот и каде што поканивме гости и го презентиравме обичајот и ние очекуваме како и да е да се работи само прашање на време кога оваа манифестација ќе природно ќе биде проширена и ќе имаме учесници и од Србија и од Република Бугарија. Така. Уште еден чин на самата манифестација ќе биде свечината Божествена литургија. Да, многу интересно е кога сме кај свечената Божествена литургија, таа ќе се одржи на Тодорова сабота и ќе бидеме почестени со присуството на нашиот владика, на Кумановско-Сорговската епархија, господин Јосиф. Многу одамна, во времето кога уште, нели, како што нашите кажуваат, во турско време, овој празник Тодорова сабота се поклопувал со пазарниот ден во Крива Паланка, што доскоро старите го именува како Бутни пазар. Бутни пазар бил пазарниот ден кој што бил најмасовен во овој период на годината и на кој што оделе луѓето не само да купат или да продадат, но тоа било и начин за пролетно видување, сретнување на еснафите од целиот регион. И замислете во една таква ситуација да имате собор, да имате поклонение, што тогаш природно си се одвивал на тој ден и да го имате тој Бутни пазар. И од организацијски причини, па дури и не можела целата таа ситуација да се добро организира и исконтролира, донеле одлука да го преместат, односно да направат да се прославуваат 2 дена. Така да
тој ден за црковниот протокол во однос на оние кои што ја имале за куќна слава, кои што оделе на Тодорова сабота, оделе првин во црква, а потоа оделе на пазар, а овој другиот дел како соборска прослава, каде што се собирале, нели, целото население од регионот, го поместиле за во неделата. Па така, на тој начин, ние сме речиси единствени во регионот што го прославуваме 2 дена овој празник. Так. И после невестинското поклонение, односно на невестите и на свекрвите, што е она што следува? После невестинското поклонение следува едно мало изненадување, иако тоа изненадување требаше да биде како составен дел на како предзнак, односно требаше да биде денот пред Тодорова сабота, ќе има едно гостување кое што е многу интересно во Крива Паланка, ќе гостува драмата Прв пат ќе ме земеш, после ќе ме со 3 точки, значи ќе гостува театарската група Крик, која што исто така обработува една многу интересна тема, која што ги разработува токму тие предрасуди кои што постоеле при склучувањето на бракот, и да не открива многу, значи тоа ќе се случи на 10 марти и поканувам сите кои што ќе дојдат еве и на редниот викенд да ја посетат оваа драма што ќе биде представена, која што ќе се одржи во Центарот за култура во Крија Паланка. Так. И сега за оној дел од гледачите за кои што оваа манифестација е новина или пак многу малку знаат, имаме ние еден прилог од минатата година, па предлагам да го проследиме. Организаторите на традиционалната манифестација Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон, која по 8 пат ќе се организира во Крива Паланка во црквата Свети Теодор Тирон во село Конопница, истакнаа дека интересот на невестите за учество е голем, а пријавувањето се уште трае. Бројот на пријавени невести кои со своите свекрви ќе се поклонат пред светецот е двоцифрен, а очекуваат до недела таа бројка да се зголеми. Ние очекуваме оваа година да го собориме рекордот, бидејќи имаме на 10 пријавени учеснички. Вообичаено е ова период кога ги сумираме резултатите и дел од пријавените учесници се откажуваат, но затоа се пријавуваат нови и најверојатно оваа година постои голема можност да за прв пат да добиеме и учесници надвор од Македонија, така да веќе сме во преговори, овие денови ги очекуваме најавените учества да ни потврдат и да го зголемат присуството и да го подигнат нивото на оваа манифестација. Интенцијата е да се поврзат со националните настани од овој тип, па поканети се да учествуваат и да бидат дел од настанот и невестите од галичка, пијанечка и шопска свадба. Инаку поклонението се одржува во викендот на верскиот празник Тодорова сабота под покровителство на локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Порано постоел и еден ритуал кој што се викал посипка и тука ќе се обидеме доколку успееме да најдеме од првите учеснички од 2010 година, од нивните дечиња да учествуваат, а доколку пак немаме таква можност, ќе приклучиме 2 дечиња кои што ќе бидат облечени во народна носија и кои што со лејки ќе ги посипуваат младите невести пред да ги примат свечените поклоненички марами и да се упатат на чинот на поклонението. Со ова сакаме да го прошириме кругот и да направиме своевидно сценарио во кое што не само учесничките да го знаат обичајот и верувањата, традициите, благословот, туку и останатите гости кои што ќе присуствуваат на манифестацијата да можат да уживаат во чинот на невестинското поклонение. Манифестацијата ги зачувува обичаите, верувањата и традициите од овој крај. Настанот се одржува во црквата Свети Теодор Тирон во Конопница, каде овој ден се слави како селска слава. Па по официјалната церемонија свештенослужителите од Кривопаланичкото архиерейско наместништво ќе одржат водосвет во дворот, а ќе се сече и славски колач за примопредавање на кумството.
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Господине Величковски, понашто имав можност да го видам, гледам дека невестите и свекрвите задоволни си го играат македонското оро. Да, значи тоа е продолжение кога ќе влезат во црква, ја добива таа молитва за род, пород, среќа во семејството, каде што го добиваат благословот од свештенослужителите и после тоа, кога ќе излезат сите надвор, прават едно прекрасно, колоритно невестинско оро. Многу изгледа инспиративно, затоа што невестите што доаѓаат од страна, доаѓаат во народната носија, од својот роден крај, значи тие не се презентираат само себе, но го презентираат и крајот од кој што доаѓаат и потоа се спроведува ритуалот нели на кумовите на селската слава, кој што исто така е дел во продолжение на протоколот, заедничкиот ручек, спомените и тука завршува официјалниот дел. Сега, мислам дека на крајот би сакал сите ваши гледачи да ги поканам да дојдат и да ни се придружат во чествувањето, во прославувањето на овој празник и да ги споделиме нашите впечатоци и да уживаат во сето она што ќе биде организирано како културна манифестација на 3 март во село Конопница во Крива Паланка. Така. Уште нешто само да додадеме пред да го заокружиме денешното издание на Нов ден, а тоа е оваа книга која што ја донесовте со вас денес. Да, оваа книга што денеска ја донесов со мене е книга која што ги третира годишните обичаи кај македонците и е издадена од младинска книга. Меѓу другото, тука има посебен осврт за невестинското поклонение, така да јас би препорачал на вашите гледачи да си ја набават оваа Каде книга. може да се набави? Ова книга може да се набави преку застапниците на младинска книга. Меѓу другите активности, јас бев вклучен во изработката на оваа книга, во делот на избор на фотографии, бидејќи работам со фотографија и ги следам обичаите, дел од фотографиите се мои авторски, а другиот дел се одбрани од младинска книга, а на крајот и јас сум еден од застапниците, така да можат слободно да ви се обратат и вам. контактираат преку вас. Ќе им направиме можност книгата да ја имат во своите домови и да им биде достапна. Така, во книгата се опфатени обичаите за многу празници. Во книгата се опфатени обичаите од целиот етнографски простор на Македонија и се опфатени сите карневали, сите манифестации кои што се инспирирани од културата, опфатени се сите прослави, слави, селски слави, така да ова е еден своевиден прирачник кој ќе појдете некаде, да присуствувате, да знаете каде одите и што може да очекувате. Или, уште подобро, ако веќе одите кај некој на некоја куќна слава, да знаете како да му го честитате празникот, како да го благословите, или кои се народните верувања кои што народот со години ги собирал и има одредени претскажувања што може да очекувате врз основа на тоа што се случува или начинот на кој што се случувало, времето какво било на одредени празници, така да одредени верувања кои што се поврзани со други култни празници кои што се однесуваат, се поврзани со одредени животни, како што се мартинци, Мистров ден со глувци, празнувања, небивки. Така да, многу интересна оваа книга, може да им ја препорачаме на гледачите. Верувам дека се заинтересирани. И доколку има заинтересирани,
ќе им направиме можност да имаат оваа прекрасна книга. Така. Господине Величковски, ви благодарам за денешното гостување. Еве уште еднаш и јас во моето име ги поканувам сите граѓани на нашата држава да повелат, да ја посетат оваа манифестација, а и ние се гледаме таму. Ќе ми биде особено драго се гледаме на невестинското поклонение. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден и пратете не и утре со почеток во 8 часот.